Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, ви посакувам добар ден од студиото. Денес продолжува циклусот едукативни емисии на тема Безбедна храна, здрава иднина. Денешен мој соговорник е господинот Александар Кедиоски, магистар по комуникацијски и информацијски технологии. Вработен како стручен соработник во GS1 Македонија или Global Standard 1, во зависност од тоа каде се наоѓа се додава државата. Или пак во превод може би не било грев ако кажам, станува збор за уникатна идентификација на производите или пак бар кодовите. Знам дека потрошувачите, односно слушателите, ќе имаат да чујат доста новини кои што и до сега може би им биле под прашалник во главата. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, добре ве најдов. Ви благодарам за поканата, за учество во вашата емисија. Ви благодарам, Александар. Прво да видиме што значи името и кои се првите почетоци на овој стандард. GS1 значи глобални стандарди. Самата организација, тоа почетоците на оваа организација се во далечната 1974 година, каде што за прв пат во Охајо, во Соединетите Американски држави, се сканира првиот баркод на пакување на мастики. После тоа, од Америка, овие стандарди се пренесуваат во Европа за 3 години подоцна, во 1977 година, да се формира Европската асоциација за нумерирање на артикли, а потоа во 2005 година Американската и Европската организација за управување со овие баркодови да се спојат во една организација наречена GS1. Кога се првите почетоци во Република Македонија и која е првата компанија која што прифаќа да го примени овој стандард? Во Република Македонија, значи во самостојна Република Македонија, за прв пат GS1, тоест познат како EAN MAC, е формиран во 1994 година во склоп на Стопанската комора на Република Македонија. Прва компанија која што зема баркод, тоест GTIN 13, тоа е баркод кој што се состои од 13 броеви, е Алкалоид Скопје. Компанија која што прва зема GTIN 8, тоа се мали баркодови од 8 броеви, е Скопската пивара во Скопје. Потоа во 2006 година EAN MAC се преименува во GS1 Македонија, тогаш уште во склоп на Стопанска комора, а од 2010 година функционира како самостојна. Значи GS1 Македонија е деловно неутрална организација, непрофитна организација која што функционира самостојно, имаме свој сопствено собрание кој што избира управен одбор, управниот одбор го избира извршниот директор кај нас. А како е состојбата во регионот? Дали предничиме во овој дел за разлика од нашите соседи или може би тие се понапред? Во однос на регионот, од балканските земји, во моментот најнапредни се GS1 Романија, кои што имаат најширока палета на стандарди и услуги поврзани со GS1 системот. Потоа се словенците и хрватите, а најверојатно сето тоа е поради тоа што тие се веќе влезени во Европската унија и сето тоа доведува до забрзан развој на овие стандарди и нивна примена, нормално со европските регулативи кои што се имплементираат во нивните земји. Кога ве поканив да бидете гостин во нашата емисија, дефинитивно тргнав од фактот дека на сите продукти кои што се наоѓаат на полиците во маркетите, на самата декларација има и еден дел кој што е наменет како баркод за баркод читач. Може би малкумина од нашите потрошувачи знаат за што точно станува збор или може би некој се запрашува за какви цифри станува збор. Што значи, нели, во превод баркод за еден потрошувач? Баркодот? Нели?
да им пообјасниме малку подетално што е тоа кога ќе видат одредени бројчиња на секој продукт. Голем број од слушателите, а и јас пред да се вработам во Г7 Македонија, ги приметував линиите кои што се наоѓаат. Имаме најчесто се црни линии на бела позадина на продуктите, се прашував што тие значат, зашто се наоѓаат на нашите производи. Баркодот кој што се наоѓа на секој производ е уникатна идентификација на секој производ. Значи бројот доделен на одреден производ го има само на тој производ, без разлика во кој свет се наоѓа. Најчесто структурата на самиот баркод е првин се наоѓа префиксот на земјата, потоа следи префиксот на компанијата и потоа следи бројот на производот. Така да сите производи чиј што баркод започнува со 531 се производи на македонските компании. Настанува мала забуна помеѓу корисниците, тоест крајните потрошувачи, дека 531 е производ произведен во Македонија. Тоа да, е случај во повеќе од 90% од случаите од производите, но се случува со 531 да биде кодирани продукт кој што е увезен во Република Македонија, но го увезува македонска компанија, а го произведува некоја си компанија надвор од Македонија. Така. Мислам дека после кратката пауза повторно ќе се вратиме во студиото и ќе продолжиме оваа интересна тема. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме во студиото на Радио Слободна Македонија со мојот соговорник Александар Кедиовски, магистар по комуникацијски и информацијски технологии. Можеби ќе се запрашаат слушателите зошто ваков вид на гостин во емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Наменска е емисијата до сите потрошувачи, до сите слушатели, затоа што многумина од вас се запрашувале што значи баркодот кој што го гледате на сите производи, а пред се на производите храна, односно продуктите храна кои што се наоѓаат во полиците на нашите маркети. Што значи баркодот за потрошувачот и какви видови на баркодови има? Како што претходно напоменавме, значи баркодот е символот кој што се наоѓа на секое пакување на продукти, кој што се содржи од темни и светли линии. Темните линии се наречени барови. Македонскиот баркод, како што напоменав, започнува со 531. Тој е основен баркод, наречен GTIN 13 или постаро EAN 13. Се нарекува EAN 13 бидејќи е со 13 цифри. Самиот тој број го идентификува уникатно секој продукт и нас ни дава алатка преку која можеме да го пронајдеме самиот производител на секој продукт. Значи Г7 има изградено регистар на овие баркодови наречен ГЕПИР, кој што се наоѓа на страницата и на Г7 Македонија и на глобалната организација. Со најавување на ова веб страница, секој потрошувач, доколку го внесе овој 13 цифрен продукт во ГЕПИР базата, по автоматизам добива информации за производителот на тој продукт што е, за неговата адреса, земјата на потекло и така натаму. Значи, од овие баркодови, покрај GTIN 13, следен најкористен е GTIN 8. Разликата меѓу GTIN 13 и GTIN 8 е тоа што GTIN 8 е наменет за продукти кои што имаат мали димензии. Најчесто GTIN 8-ките можете да ги најдете на мали продукти како што се лименки со сокови, мастики за джвакање и така натаму. Тие се составени од 8 цифри. Исто и кај нив, првите 3 бројки за македонските производи се 531. Овие се наједноставните линеарни баркодови кои што се користат, постојат и други поиновативни, како што е G7 датабарот. Тоа е иновативен баркод кој што освен овие 13 цифри за уникатна идентификација на продуктот, во самиот баркод можат да се внесат информации како што е серијата, датум на употреба, земја на потекла, датум на најдобро до и така натаму. Најчесто G7 датабарот се користи за означување на продукти кои што се свежите продукти како што е овошје, зеленчук, потоа продукти кои што лесно можат да се расипат како што се свежото месо, млекото, месните продукти и така натаму. Со нанесувањето на овие баркодови врз самите продукти, потрошувачите се заштитуваат на тој начин што датумот на употреба на самиот производ или датумот на производство на продуктот е покрај видливо нанесен со бројки на самиот продукт е вметнат и во овој тип на баркод. Така да, доколку настане некоја малверзација, доколку во продавницата или производителот го прекрија датумот на производство со скенирање на овој
баркод ние го добиваме вистинскиот датум на производство на дадениот продукт, со што се заштитуваме од купување на продукти со веќе истечен рок. Друг најнов тип и најмодерен тип на баркодови ни се GS1 дата матриксот, кој што е дводимензионален баркод. Дводимензионалните баркодови најчесто во моментов се користат во медицината, бидејќи тие можат да содржат голем број на информации, значи во еден голем број на информации, а на мала површина. Во еден дата матрикс може да содржат над 3000 различни карактери за опишување на сите потребни полиња и апликацијски идентификатори кои што треба за означување на лековите, за заштита нивно од фалсификување и така натаму. Друг најнова и последна генерација на баркодови се EPC RFID кодовите. Тоа се баркодови кои што работат на радиофреквентни бранови, значи постојат активни и пасивни видови на овој тип на баркодови. Активните се оние на кои што им треба напојување, а додека пасивните се на оние кои што не им треба напојување, односно со скенерот кога се врви врз самиот продукт, автоматски се прибираат сите информации за продуктот кои што се содржат во овој електронски чип. Карактеристично за овој тип на продукти е тоа што кога потрошувачот го носи на каса, не мора да биде во видно поле на скенерот за да биде прочитан. Во Соединетите Американски држави направен е пилот проект со овој тип на баркодови, така да даден потрошувач оди во маркет во Америка, купува одреден број на продукти, доаѓа само на каса и по автоматизам самата касиерка му ја кажува крајната сума. И тоа се случува за неколку секунди без воопшто корисникот да чека. Предност на овие што се баркодови, како што е RFID, како што е GS1 дата матриксот, како што е GS1 дата барот, кој што се користи за означување на свежи продукти, е тоа што на самите каси, во самиот софтвер, вклучен е аларм, кој што доколку прочита баркод каде што датумот на производство, односно датумот на употреба, е надминат, алармира дека тој продукт не е повеќе за употреба. Или доколку дадена серија на продуктот, како што беше случај со листеријата во Македонија, е означен со ваков тип на GS1 баркод, автоматски при скенирање во супермаркетите, тој баркод, тој производ би бил означен како опасен за потрошувачот и нормално касиерката би го повлекла да не дојде да биде консумиран од страна на крајните потрошувачи. Ова е перфектен стандард, кој што во еден дел би ја заменил и работата на нашите инспекцијски служби, а од друга страна операторите со храна пред се, значи во случајов би се заштитиле и би го заштитиле својот производ. Колку го применуваат нели во својата работа, заради тоа што сепак станува збор за стандард, не станува збор за законска обврска. Сето ова е на доброволна база. Најголем број од компаниите во Република Македонија, па и пошироко, ги користат само основните баркодови, GTIN 13-ката, GTIN 8-ката, како и GS1 128, кој што тој се користи најчесто за означување на логистичките етикети и не го спомнувам бејќи тој не е од интерес за потрошувачите, не доаѓа на каса, не се чита на каса. Во однос на GS1 дата барот, GS1 Македонија има направено успешен проект во Македонија, тој функционира во месарите на Промес, на свежите продукти тие ги нанесуваат овие GS1 дата бар, но за жал поради цената на чинење на самите печатачи, што се на самите скенери, што се и на целокупната опрема што треба да се имплементира на производствените линии, а бејќи нормално во моментов не е задолжително, не е наложено со некој закон, неговата употреба не е значајно проширена надвор од овој пилот проект. Александар, да одмориме и по кратката пауза, повторно ќе продолжиме со емисијата. Ви благодарам. Продолжуваме со емисијата Безбедна храна, здрава иднина, зборуваме за што значат баркодовите на еден продукт. Или пак кога се првите почетоци на овој стандард, меѓутоа во Република Македонија, иако нели мала бројка на вработени лица го тера овој стандард, во секој случај има многу новини, многу нови идеи. Една од идеите и една новина е секако изработка на каталог. Што значи овој каталог, како дојдовте до идеја и кој ќе биде бенефитот пак за потрошувачите и како да пристапат до овој каталог? Повели Александар.
G7 Македонија, значи следејќи ги трендовите кои што се случуваат во останатите G7 организации, а со цел и ние да го следиме тој чекор, започнувајќи во 2013 година, започна со развој на еден GDSN каталог. Самиот назив GDSN, тоа е кратеница од Global Data Synchronization Network, тоа е мрежа на мрежи, каде што продуктите, тоест податоците за продуктите во тие мрежи меѓу себе се синхронизираат. Во светот постојат над 30 вакви каталози на продукти. Најголемиот е World One Sync, во кој што имаме над 10 милиони продукти и повеќе од милион компании. Цената за нашите компании да влезат во овие светски каталози беше многу висока и затоа во 2013 година, после извршената анализа, се одлучивме G7 Македонија да направи како едно преодно решение, тоест да го изработи G7 каталогот на продукти од македонските компании. Идејата започна да се реализира во 2013 година, веќе во 2014 година имавме првата верзија на каталогот, а од 2015 година имаме втората тројазична верзија на каталогот, каде што продуктите ги имаме на македонски, англиски и албански јазик. Продуктите кои што се внесуваат во самиот каталог се внесуваат директно од производителите на тие продукти. Во моментот во самиот каталог имаме над 280 фирми, имаме внесено над 3800 продукти. Пристапот до овој каталог е преку адресата www.g7catalog.mk. Значи бројот 1 како бројка се внесува како 1. После најувањето во овој каталог се појавува хоумпејџот или домашната страница, а за да се проверат сите продукти кои што се вметнати во каталогот, се оди во делот каталог, каде што ни е дадена опција за пребарување, можеме да ги пребаруваме продуктите, можеме да ги побаруваме преку баркод, можеме да ги пребаруваме по бренд, по производител, по алергени, по состав и така натаму. Кога еден продукт се внесува во самиот каталог, поделен е на 7 подфази, во првата фаза се внесува краток опис на продуктот, компанија која што го произведува, земји каде што се извезува, маркети каде што се продава и така натаму. Во вториот дел имаме внесени индикатори, дали продуктот е наменет за крајните потрошувачи, дали продуктот има променлива мера, што е исто така интересно за потрошувачите, дали може да се фактурира, дали може да се наплаќа и така натаму. Потоа следи делот каде што се внесуваат повеќе информации за самото пакување на продуктот, како што се димензиите на продуктот, значи висина, ширина, должина, длабочина. Потоа имаме доколку станува збор за течности, волумен. Имаме за секој продукт нето содржина на продуктот, например 20 чоколадца во едно пакување. Потоа го имаме исто така битен факт, а бруто и нето тежина на продуктот. Бидејќи најчесто на амбалажите имаме само една бројка на која што не знаеме дали е бруто или нето, дали купуваме амбалажа или купуваме конкретен продукт. После овој дел служи делот за опис и класификација на продуктите. Сите продукти кои што се вметнати во G7 каталогот се класифицирани по меѓународна Global Product класификација, која што се користи во повеќе од 90 земји. Од претходната година преведовме на македонски јазик и во таа класификација продуктите детално се опишуваат. Имаме 4 нивоа таа класификација, имаме фамилија, сегмент, група и брич на опишување на секој продукт. Во овој дел, каде што се опишува продуктот, имаме и дел каде што производителите внесуваат нешто надвор од декларацијата што е за продуктот, како и дел каде што се доброволно, да. Како и дел каде што се внесува доколку самиот производител има веб страница, директно веб страницата до дадениот продукт. После овој дел следи делот каде што се вметнуваат датумите, како што се датумите на трајање на продуктот, датумите кога продуктот се појавил на пазар, датумите на прекин на производството на продуктот и така натаму. Карактеристично за овој дел е особено важен е делот на датум на престанок на производство на продуктот, така да крајен корисник, доколку купи еден продукт, се најави на нашиот каталог, го внесе баркодот на продуктот и притоа во делот на датуми види дека тој продукт престанал да се произведува пред одреден временски период, значи го нема повеќе на пазарот, а тој го купува, значи станува збор за фалсификат продукт, бидејќи компанијата веќе не го произведува тој продукт. Понатаму следи дел каде што се внесува
упатство за користење и складирање на самиот продукт. Во тоа упатство, складирање и користење имаме минимална температура на чување на продуктот, максимална температура на чување на продуктот, влага на која што се чува, упатство доколку имаме посебно упатство за складирање, посебно упатство за подготовка, доколку постои такво упатство. Тука карактеристично, корисно за потрошувачите се нормално температурите, бејќи не на секој продукт е наведено точната температура на која што тој треба да се чува, мислам во однос на минимална и максимална температура. Наредниот дел е состав на самиот продукт. Во составот се внесува стандард. Составот кој што ги има на самата амбалажа на продуктот. Во делот состав ги имаме и алергените, кои што се препорачани и треба да ги има од АХАВА. Секој производител ги нагласува алергените кои што ги има дадениот продукт. Имаме дел дали самиот производител поседува некои стандардите како што се ХАСАП, халал или кошер, а и во овој дел може да се означи самиот производител го прави тоа, дали продуктот содржи во себе опасни материи, дали продуктот е вегетаријански, дали продуктот е веган, дали продуктот е посевни, дали продуктот е органски, што е поприлично корисна информација за самите потрошувачи. И последниот дел кој што го пополнуваат самите компании, делот со нутритивни факти, каде што имаме нутритивна табела во која што детално имаме детално нутритивните својства на продуктот на 100 грама, на порција и дневно препорачаните дози. Изнакажавте многу информации кои што секако одат во прилог кон потрошувачот, односно преку овој каталог кој што е достапен, значи бесплатно на интернет порталите, ќе можат да лесно ја препознаат, односно да дојдат до една лична карта на секој вид на производ. Дали станува збор само за производи кои што се произведуваат во Република Македонија или станува збор и за производи кои што се увезуваат во Република Македонија? Кои производи се во моментот во овој каталог и колку се од прилика на број? Во моментот, во Г7 каталогот, производите кои што се внесени се производи кои што се произведуваат од македонските компании. Во иднина планираме во овој каталог да бидат внесени продуктите кои што се увезуваат исто така од нашите дистрибутери во Македонија, со цел нашите крајни потрошувачи во Република Македонија да ги дознаваат сите овие информации како што се за алергени, нутритивни својства, температури на чување, состав и за продуктите кои што се увезени во Република Македонија. Во однос на тоа, Г7 Македонија започна и проект за синхронизација на овој каталог, значи продуктите кои што се во овој каталог во овој момент еднострано од Г7 каталогот се синхронизирани со сличен на него во Русија, така да тоа е од голем интерес за македонските производствени компании. Сите кои што ги имаат внесено продуктите во Г7 каталогот, произведени во Македонија, се видливи и на рускиот пазар. Во каталогот, наречен Foodgate, кој што во моментов има над 1.100.000 продукти од 11.600 членки. Исто така, во текот на оваа година веќе се работи на синхронизирање на каталозите од Г7 Бугарија, Г7 Албанија, Г7 Србија, Г7 Црна Гора, Г7 Босна и Херцеговина и Г7 Романија. Оваа синхронизација ќе биде двонасочна, значи продуктите од македонските компании ќе бидат видливи во каталозите и во членките на овие Г7 организации и обратно. Сите продукти кои што се произведуваат во нашиот регион ќе бидат достапни во Г7 каталогот. Значи сите информации за продуктите од регионов ќе можат крајните потрошувачи конкретно оваа година да ги најдат точно во Г7 каталогот. Со можеби еден збор кажано, вие сте направиле еден скрининг на целиот вид на следливост, која што нема да помогне само на потрошувачот, туку ќе помогне и на сите оние оператори со храна кои што тргуваат меѓу себе на пазарот во Република Македонија во моментот, но од друга страна ова е фактички прозорец кој што е отворен кон европските држави, кон Русија ја спомнавте или можеби друг вид на трети земји, каде што ќе биде полесно за можеби склучување нели на договор за извоз или пак увоз на производи. Во секој случај да направиме кратка пауза и повторно ќе се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија.
Продолжуваме со емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Денешната емисија ја посветивме на баркодот. Баркодот кој што се наоѓа на сите продукти кои што ги купувате. Кои се идните планови на ГС1 и кој е бенефитот за потрошувачите и кој е бенефитот за операторите со храна? Пред се, бенефитот е, мислам дека за целата популација. Повели, Александр. Во однос на идните планови, во моментот веќе ГС1 Македонија работи на еден голем проект за следливост во млечната индустрија, каде што на крајните потрошувачи преку ГС1 каталогот ќе им се овозможи кога ќе купат тетрапак со млеко, да знаат точно тоа млеко, кога е произведено и од која фарма дошло до кај нив. Во однос на ГСН каталогот, во текот на оваа година, бидејќи сега се модерни смартфоните и апликациите кои што се на нив, треба да започнеме со изработка на Android апликација, која што ќе биде поврзана со базата на ГСН каталогот. Тоа поврзување ќе овозможи на крајните потрошувачи со скенирање на баркодот кој што се наоѓа на продуктот да ги добијат сите информации кои што се од нивни интерес за дадениот продукт, како што се претходно како што напоменав, составот, нутритивните факти, алергените, минимална, максимална температура на чување, упатство за користење, упатство за употреба. Дополнително, планираме во таа апликација да внесеме опција секој корисник да си формира свој кориснички профил, во кој профил, на пример, може да наведе на кои алергени е алергичен. Така да, доколку се скенира продуктот, автоматски доколку тој алерген е достапен во тој продукт, телефонот да алармира дека тој продукт не е за дадениот потрошувач. Односно, што правиме со ГСН каталогот? Сакаме да направиме еден систем каде што ќе имаме следливост на продуктите од нива до трпеза. Така да крајниот корисник да знае точно тоа што го јаде, од кај е дошло. Колкав тим на луѓе сте? Мислам дека сте многу малку. Колкава е вашата бројка? Во ГС1 Македонија, во моментот сме 7 вработени. Сите вработени се високо образовани, имаме 2 магистри. Дали постигнувате да сето ова го да ги убедите, пред се би рекла, сите фирми кои што се на пазарот во Република Македонија да успеете нешто повеќе да направите? Па бидејќи сме мал тим, тимот е задолжен за повеќе области на делување, бидејќи немаме доволно луѓе конкретно да се насочиме само кон одредена проблематика. Убедувањето не оди споро, но на крај сепак успеваме да ги наметнеме и да ги убедиме компаниите да ги користат нашите ГСН стандарди кои што се меѓународни интернационални стандарди. Во секој случај да заокружиме дека со ГС1 стандардот, значи ова е сепак стандард, ова не представува законска обврска, но сепак стандардот нуди многу бенефити пред се за сите оператори со храна во моментов, нуди бенефит за потрошувачите, нуди бенефит за сите оние кои што планираат да извезуваат и да увезуваат производи со храна. Во секој случај станува збор за една многу добра алатка, која што во можеби во еден доста добар сегмент ќе помогне и на инспекцијските органи во откривањето на злоупотреби при производството и продавањето на храна. Александар, јас многу ви благодарам за времето што го издвоивте да бидете дел од Радио Слободна Македонија. Се надевам дека вие одите доста напред и ќе имаме можеби и следна емисија каде што ќе кажете многу новини, но пред се би сакала да имате успех во овој пред се каталогот кој што е ваша новина, отварањето кон рускиот пазар и се надевам дека ние можеби сме мала земја, но имаме голема количина на производство и се надевам дека ќе помогнете да голем дел од нашите производи се најдат на пазарите надвор од нашите граници. Ви благодарам на поканата. Така, тука е крајот на денешната емисија Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич, а денеска е 3 април 2016 година. Се слушаме и следната недела во периодот од 14 до 15 часот. Пријатно и до слушање. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни.
Општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.